Продолжуваме со следно сега Линковско ке имаме вклучување. Се надевам дека колешката Ивана Крцевска-Јаневска ке е подготвена за да ја вклучиме и ке зборуваме за сноубордерка Сања Спасовска. Леле колку убава гледка, Ивана слика и така во зимска облека, убаво делуваш, убава енергија се пренесува и кога имаме снег и да зборуваме за зимски спортови во ски школата Маврово е добре дојдено. Добро утро ке кажам и ке имаме интересна тема, така да повели со разговорот и добро утро до гостинката, гостинот кој да е. Се надевам, да, гостинката Сања Спасовска, рековме сноубордерка. Браво за неа и поздрав од мене. Поздрав Слободанка и до тебе, поздрав до сите гледачи на Добро утро секое утро. Снежно василичарско утро во Скопје пред се, сакам да го честитам денешниот празник Свети Васили или Василици или православна стара нова година на сите гледачи. Убава гледката, уште убаво е надвор, морам да признаам, кога ни снежи вака утрински и токму за тоа ќе зборуваме какви се придобивките од зимските спортови, која е најдобрата возраст да се почне со зимски спортови, каква физичка подготвеност му треба на телото пред прв пат да се качиме на ски или на сноуборд. Токму можете да земете секако часови во ски школата Маврово. Ние ова утро за жал не можеме да ве поздравиме од Маврово, но сепак имаме доволно снег и во Скопје да ни направи убава атмосфера со која што ќе разговарам секако со Сања Спасовска, која што е долгогодишен сноуборд инструктор. Сања, ќе ви посакам добро и убаво утро. Знам дека и вам ви недостасува Маврово во овие денови, но еве за викендот веќе ќе бидеш таму. Како започна сезоната зимска во Маврово? Здраво, добро утро. Па пред се добро утро на сите гледачи. Сезоната во оваа година во Маврово буквално започна доста рано за наши стандарди во декември и еве се уште трае силно. Така што прекрасна сезона сега за разлика од претходните две кои што беа доста топли зими, но оваа сезона е дефинитивно една за паметење. Да, ти си долгогодишен инструктор во сноуборд, некогаш на надпреварувачка, која што има посетено многу стази. Како го гледаш ти Маврово таков професионален аспект? Дефинитивно Маврово ми е како втора дома. Имав периоди во животот кога повеќе време поминував таму од било каде на друго место, така што го чувствувам како втор дом. Без разлика каде и да сум била низ светот на скијање и на бордање, апсолутно Маврово ми е во срцето и единствено место каде што ќе се враќам секогаш. Така, вие сте неколку инструктори во ски школата Маврово. Што нуди ски школата Маврово, што се можат децата, но секако и возрастните кои што имаат надеж или потенцијал и сакаат да научат да скијаат и да бордаат? Да, ние сме тим од 20 на инструктори, професионални, со лиценцирани инструктори по скијање и сноуборд, така што буквално возраста секогаш тоа е меѓу првите прашања дали треба од мала возраст да се започне или може и во подоцнежната возраст. Апсолутно нема правило. Битна е желбата да се започне, така што ние нудиме часови за скијање и за сноуборд, кои потоа веќе после првите неколку часови дури преминуваат и во наликуваат на тренинзи по скијање, така што буквално секој може да дојде и да проба скијање, да научи и да се усоврши во овој спорт. Како е подобро според вас, односно како вие тренерите препорачувате? Дали индивидуални тренинзи е добро за почетокот или потребно или можеби и во групни тренинзи, во групни часови да се научи да се совлада скијањето или пак брдањето?
Дефинитивно индивидуалните часови за почеток, значи оние првите чекори може се подобри индивидуално еден на еден, затоа што секој дете, секој човек е различно, поинаку ги совладува техниките, почетните чекори на ски или на сноуборд. Јас лично исто препорачувам и преферирам индивидуален почеток, потоа како се надпредува со техниката, со возењето, кога веќе имаат осет на ски и на сноуборд, веќе може да се групираат на слично ниво од деца и потоа да се продолжи тренинзи во група, каде што сите заедно еден од друг буквално се надградуваат и се учат и меѓу себе. Која е вашата препорака, односно на што ги учите вашите ученици, големи и мали, од што треба да се ослободат или што треба прво да се направи пред да се започне со некој од овие зимски спортови? Дефинитивно физичката спремност е битна пред започнување на учење на скијање и било каков спорт, не без разлика дали е скијање или друг спорт, доколку сме улежани, нели, како што често бива, ќе ни биде малце побавен тој прогрес и по-споро ќе се случува целиот процес на учење. Доколку имаме барем пред сезона некоја физичка активност, да се спреми телото, да се активира, многу полесно се ќе ни оди при учењето. Стравот, како една голема пречка, знае да биде и кај деца и кај повозрасни. Буквално треба да се ослободите од стравот, не е ништо страшно, сите паѓаат, сите стануваат, продолжуваме понатаму. Колку помалце се плашите од самото лизгање, најчесто сите ми викаат кога се учиме, па ми лизга даската, па даде, тоа учиме, да лизгаме на снег. Така што тој мајндсет во глава додека не се намести правилно, има малце потешкоти, меѓутоа се совладува многу брзо. Да, децата најмногу се радуваат на зимата и на снегот. Можеме тоа да го забележиме, нели, секогаш кога ќе падне снег и во главниот град, но која е она возраст од кога може децата самостојно, стабилно, нели, сами да скијат или да бордат, да бидат дел од зимските спортови? Да, в принцип секогаш викаме што порано тоа подобро, меѓутоа за баш да се совлада таа техничко возење, техниката да се научи, треба децата да бидат доста спремни во однос на моториката на телото, така што препорачувам 6-7 годишна возраст е веќе баш телото активно, силно, доволно за да самостојно се скија. Нормално може и порано, има разлика, нели, од дете во дете, меѓутоа се претходно е повеќе фокусирано на игра, на лизгање, самиот осет на детето на снег, да се навикнува на таа околина. После тоа веќе почнува посериозното скијање и сноубординг. Да, Сања, како според вас еве Маврово, дали му недостасува нешто? Во овој период не му недостасува снег, но што според вас еве, затоа што имате многу често порано, нели, се имате надпребарувано надворот од земјава, имате буквално спортувано на многу патеки кои што се многу поголеми од Маврово. Што му недостасува еве во овој период, што може да се подобри? Па секогаш може нешто да се подобри, посебно во ова време кога све е развиено толку технолошки. Дефинитивно инфраструктурно може да се подобри од аспект на реновирање на жичарите, скилифтите, значи тоа е и тековно реновирање, кај што од година во година треба да се одржува нивото. Може би тука малце ни фали, меѓутоа и со овие услови што ги имаме се снаоѓаме да работиме, да обучиме што повеќе деца и луѓе да скијат, да практикуваат скијање и сноуборд, така што затоа што придобивките се како физички, така и психички, нели, кога нели имаме некој од овие, односно правиме некој од овие зимски спортови. Јас ќе ви се заблагодарам на одвоеното време и ви посакувам успешна зимска сезона во Маврово. Ви благодарам многу на поканата и се гледаме во Маврово.
Да, еве, со овој разговор верувам дека ги на некој начин можеби ќе го отвориме нели и љубопитството кај децата, оние можеби кои што има малку повеќе страф од зимските спортови, од скијањето и сноубордот. Сања и останатите 19 лиценцирани инструктори кои што се дел од ски школата Маврово, се вистински професионалци кои што верувам дека ќе ве ослободат од стравот, но и ќе ве научат на сите оние техники кои што кога станува збор нели за зимските спортови, и верувам дека ќе им бидете благодарни нели во иднина затоа што ќе ве научат на вистинско скијање и бордање. Ние ве поздравуваме од снежното Скопје. Се надеваме дека еве во текот на оваа зимска сезона можеби ќе ве поздравиме и од Маврово, да видиме и таму нели каква ќе биде атмосферата. Благодарам, Ивана, за разговорот и оваа прекрасна зимска идила која што ја погледнавме и почувствувавме и изборувавте токму за нешто такво.